21 часот и 15 минути, дами и господа, почитувани гледачи, добра вечер. Време е за ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ телевизија и вечерва во живо од студиото на КТВ. Емисијата е отворена за ваши прашања, почитувани гледачи, бидејќи вечерва наш гостин е градоначалникот на општина Кавадарци, господин Александар Панов. Градоначалниче, добро ни дојдовте. По кратка пауза, ки има, ки нема избори, смееме, не смееме, еве не вечерва во емисија во живо, каде што граѓаните ќе прашуваат. Добро нашол Ангел, добро вечер и за сите ваши и наши гледачи. Тоа по политичкиот па и вашиот бонтон и правила кои што ги утврдивте, нели, требаше да во периодот кога се избори да не се појавувам јавно и да немаме некој начин политички обраќања, меѓутоа помина фамата околу изборите и ние како политичари и јас како градоначалник веќе се враќаме на вообичаениот наш начин на редовна комуникација со граѓаните. Почитувани гледачи, вие од овој период можете да ги поставувате вашите прашања. 043 414 266 е телефонскиот број на кој што можете да прашувате, или на имејлот на КТВ телевизија tvobjektiv@ktv.mk. Прашањата ќе ги одговораме во текот на емисијата. Градоначалниче, ќе почнеме со она што е актуелно во Република Македонија и ја тресе на некој начин земјата. Тоа е големата политичка криза која што се провлекува повеќе од една година. Масовни протести и од една и од друга страна. Значи, шарената револуција вечерва повторно протестираше во Кавадарци 10 пат поред. Општинската зграда е повторно обоена со боја, меѓутоа се фрла вечерва и јајца. Како градоначалник на општината, кој е вашиот коментар, како гледате на ваквата политичка криза, развојот на овие настани? И тука ќе се надоврзам со едно прашање, дали ќе одговорите на јавната прозивка на овој протест дека треба да се извините на луѓето кои што протестираат, бидејќи тие не биле хулигани? Не, најнапред да раскрстиме со тоа дека треба да се извинам. Нема да им се извинам, напротив, че ги наречам хулигани и тоа на квадрат. Дури еднаш, мислам дека ме прозваа за тоа што ја нареков педерска револуција. Мене тоа лично така ми личи, можеби нема таму хомосексуалци, а и немам ништо против хомосексуалците. Меѓутоа, шарено ме асоцира на нивните бои или боите на тие луѓе и така си ја побрзав работата. Меѓутоа, вербалниот напад не е ништо во споредба со тоа што тие го прават под диригентство на некој. Јас не знам нити пак. И често пати кога имаме вакви теми за дискусија и тука јавно и пред моите пријатели и со моите пријатели, дури избегнувам, мислам дека се излишни зборовите за она што се случува. И во оваа прилика би сакал да ги повикам да ја прочитаат колумната пред 2-3 понеделника на нивниот некогаш член на председателството на Социјалдемократскиот сојуз, еден од најголемите интелектуалци во Република Македонија, Венко Андоновски, па да видат што тој размислува за јавниот повик, зошто тој не учествува во ваквата револуција. Ако е врвен интелектуалец и треба да се занимава со вакви малограѓански или селјачки работи, мислам дека сигурно дека не му е местото таму. А и ако се види структурата таму на луѓе кои што како лешинари долги години чекаат да бидат идни градоначалници, идни пратеници, идни директори, па и некои да најдат работа. Многу од тие дошле кај мене да дојдат за работа, не завршиле работи, затоа се против мене и против актуелната власт. Меѓутоа, за среќа, за наша среќа, имаме 10 пати повеќе луѓе на кои што сне им учинале и јас лично како градоначалник и партијата која што ја представувам тука, и токму заради тоа имаат еден вид благодарност. Значи, се луѓе, а не се ајвани како што некои од тие на кои што лично им е учинато, а плукаат и фрлаат дрва и камења против актуелната власт, како локална, така и централна власт. Меѓутоа, јас би сакал во ова, ако многу зборувам за овој феномен што се случува во Република Македонија, на некои од нив ќе им ги отворам очите и ќе ја сватат историската грешка и страна на која што застанале. Подобро е да не зборуваме и да не им ги отвараме очите, за да после 15, 10, 20 години се видат кои се тие. Си ги видиме снимките кои се тие луѓе кои што застанаа тука против суверенитетот и интегритетот на државата.
под божемна правда, под божемни фасади. Чија фасада они еве денеска ми кажавте, јас бев одсутен цел ден, ми кажавте дека повторно била сквернавена. Што е тоа ако не е хулиганство? Каде ги видеа тие барокна фасада тука на локалната самоуправа? Јас во оваа прилика сакам јавно да ги повикам и Сојузот на борците, луѓе кои што биле неимари, кои што ја изградија оваа фасада, кои што е градена 50-тите и 60-тите години од минатиот век, да јавно го дадат своето мислење, дали го поддржуваат ова или не. Тогаш кога јас мислев дека требаше да се реконструира фасадата, многумина стручни луѓе, па и борците кажуваат дека тоа е автентична работа, дека тоа е нешто што е правено од специјални мајстори, донесени од Далмација и така натаму. Јас поверував во таа работа. Значи, ако јас сум имал сенс за луѓето кои што се борци и на кои што им ја должиме слободата, не знам зашто тие имаат разбирање и борците не застанат отворено против ваквите хулигани кои што се изживуваат през фасадата. Значи, ако ова е пракса во сите држави, тогаш, окей, да речам дека тоа е нормално и дека јас би го прифатил како граѓанин, не како граѓанин, дека тоа е нормално, дека се прави во сите земји, па добро и да се прави во Македонија. Меѓутоа, за вакви испади, за вакво хулиганство, се знае што следува и во Германија, и во Австрија, и во Америка и така натаму. Така што мислам дека единствена причина заради која што полицијата е предпазлива е тоа што ќе речат странските амбасади. Најчесто очигледно дека и тие чекаат некој инцидент или нешто да се случи, за да им се возврати, и тоа жестоко да се возврати, затоа што го знам гневот кај останатиот поголем дел од граѓаните на општина Кавадарци. И мислам дека ако се врати, ќе се врати несразмерно, и тогаш тоа е моментот кој што се чека за да се каже дека ние сме и хулиганите, дека не се тие хулигани, дека се тие борци за божемни права и така натаму. Во секој случај, јас секогаш сум ја користел моето јавно излегување да ги одвратам овие луѓе од злото, од таа негативна енергија која што ја плискаат врз локалната самоуправа, врз тој споменик на културата, не барокен, туку граден од борците, од оние кои што донесоа и слободата на Кавадарци и потоа го градеа Кавадарци. И патем речено, многу од интелигентните членови на Социјалдемократскиот сојуз не се служуваат со ваквиот начин. Тоа не го прокламираат јавно за да не им се замери од нивната партија, меѓутоа јас имам пријатели и Социјалдемократскиот сојуз, не ги бирам пријателите по тоа во која партија припаѓаат, кои што коментираат дека ова не е добра работа, дека ова не е начин да се дојде на власт. Еве, имаше некои олеснување, односно имаше повлекување на дел од аболицијата, дај Боже комплетно да биде повлечена аболицијата, и тогаш мислам дека ќе го снема аргументот да се продолжи со ваквата работа. Што е следното? Тогаш ако еве се повлече комплетно аболицијата, тогаш треба ли да и ние испаднеме како членови на ВМРО, затоа што од досегашните кривични пријави се процесуираат во СЈО само кон ВМРО ДПМН. Нема ниту една кон, напротив, Верушевски беше пуштен. Тој кој што е главен креатор на сета ова рашомонијада во Република Македонија е на слобода, и ние не знаеме. Јас би го цитирал тука е мојот колега градоначалник на Стефче Екимовски, председателот и на Гром, кој што кажа дека дали ова е апел до сите политички партии да си набавиме прислушни уреди, да почнеме да играме така. Значи, и да се надпреваруваме кого повеќе ќе го накодоши. Ова мене ми личи на една, знаете, во играњето на карти има некој кој што цело време губи и сега плаче цело време, ај сега да му попуштиме. Мене никогаш не би ми било нешто сладко да, еве, јас го да ми отстапе некоја партија, да добијам партија и така натаму. Мислам, тоа го споредувам со една банална работа, меѓутоа се на се ова глумење во Кавадарци и фарбање на очите на кавадарчани, верувајте, оде на нивна штета. Поголемиот дел, па и оние луѓе кои што се делумно разочарани од ВМРО ДПМН, не гледајќи друга алтернатива, повторно се враќаат од ВМРО, затоа што еве имало и полошо од ВМРО ДПМН, а тоа се овие хулигани кои што ги гледаме надвор, и нема да го симнам тој. Тогаш кога ќе имаат вербална расправија со мене, тогаш нема да бидат хулигани. Тогаш ќе го наградуваат тоа што е на сите,
а моја работа е да го штитам тоа што е на сите. Каков домачин би бил јас ако оставам и понатаму да се шара и да се пишува и барем да не зборувам за тоа. Еве, ни забрануваат да реагираме на друг начин, меѓутоа мора да реагираме барем вербално. Сакат да зборувам тоа што тие го мислат или тоа што они сакаат да го слушнат. Тоа никогаш нема да се случи. Меѓутоа, еве, би ги повикал повторно, затоа што првите 2-3 пати ги фалев. Ако беше истиот код и ако не беа диригирани од некој, ќе продолжи и четвртиот и петиот пат да не фарбаат. Меѓутоа, некој им шепна од Скопје дека требе да удрат малце пожестоко, да удрат врз личноста на градоначалникот, не знам, да врз личноста на луѓето кои што се тука авторитети на противниот политички табор, со цел да се дискредитираат и со лаги да добијат тие некои поени. Меѓутоа, на крајот на сето ова приказна, тие ќе бидат берачи на едни плодови кои што се скапани. И ќе бидат засрамени и тие што ги представуваат, односно ќе ги засрамат и нивните поколени. Има ли камери во општинската зграда, градоначалниче, вечерва такви обвинувања од протестот се упатија дека се снима од зградата на општината? Локалната самоуправа има сигурностни камери и тие камери се поставени не за нив, туку за да го чуваат имотот кој што не е на градоначалникот, туку е на сите. Тие камери се во собственост на Секуриком, која што е компанија кој што се грижи за целокупниот имот, за што плаќаме и јас и институциите кои што се државни, кои што се таму вселени. Не знам дали се насочени кон нив. Меѓутоа, ако е греф камерата да ги снима, тогаш тие пред цело овој галиматија се заради нивните снимки. Како сега двоен аршин, значи сметаат овие камери кои што нив ги снимаат, а не сметаат разговорите кои што тие ги пуштаа и се палеа на личните животи кога ги слушаат тука и во домот на културата. Ако немаше демократија, тоа ќе го направеа надвор, не во институција со која што раководи градоначалникот од ВМРО да помене. Меѓутоа, нека продолжат вака. Ова е сигурен пат кон нивен пропаст и сум сигурен, главата ја оставам дека тие ќе ги изгубат наредните избори и локални и парламентарни, само вака нека продолжат. Ако не ја сменат тактиката, ќе доживеат еден катастрофален пораз, затоа што и оние неопределените сега не одат на кај левица и на кај СДС. Ќе останат и понатаму неопределени, а аполитични, нема да гласат, меѓутоа ќе се бидат чисти. До пред некој ден протести имаше мирни граѓански собери од граѓанското движење за одбрана на Македонија, каде што бевте и вие. Баравте избори на 5 јуни, меѓутоа изборите пропаднаа и протестите завршија. Ке протестирали и дом да ја одбрани државата од шарената револуција? Па мислам дека проценките на ГДОМ се сега дека не мора да има повеќе протести, меѓутоа тогаш кога тие ќе ги организираат, јас еве јавно кажувам дека сум голем поддржувач на ГДОМ, затоа што сепак тие не се политичка партија, а јас сум и многумината кои што се таму учесници се и членови на ВМРО да помане. Меѓутоа има и граѓани кои што се слободоумни, и граѓани кои што размислуваат со својата глава и гледаат дека во овој политички момент за Република Македонија е битно да се заземе одредена позиција и да јасно им се каже на тие кои што се малцинство во Република Македонија дека ова не е начин на политичка борба, дека играат прљава игра, дека не е џентлменска, дека маваат од позади. И токму заради тоа, а со тоа мавање ја загрозуваат Република Македонија. Кога темелите на државата се разнишани, тогаш па и борците кога ги разнишаат темелите и линденците отидоа во планина. Така што не дај Боже да се случи нешто такво, да дојдеме до тоа дереđe, мојата страна се знае која е. Јас сум за Република Македонија и ако требе главата ја давам за Република Македонија, затоа што не сум како нив. Ја не сум, србите викаат гмизавац. Ја не сум полтрон, туку сум човек од збор. Не дај Боже да дојде, а тогаш се знае чија страна држа. А тоа е страната на Република Македонија. Тоа што се случуваше во ГДОМ беше на некој начин јасно прокламирана начин за употреба на одредени мирни методи за
спротивставување на или еден вид противтежа на овие од шарената револуција. Да подсетам, тие протести кои што се случуваа во полицајското парче беа организирани од ГДОМ со насоки да се биде што е можно поодалечени од центарот на градот, каде што тие го сквернаваа новиот плоштад и зградата. Добро е што се сетија, па престанаа градинките да ги шараат, па дури престанаа и индивидуалните згради со свежо направени фасади да ги шараат, па потоа беа со редум цости испратени од страна на собствениците на тие згради. Така што си направија уште една штета сами на себе, наместо да придобијат некој од таа зграда, тие беа испратени со сочни цости од тие згради. На протестите на ГДОМ, ако приметивте, немаше ниту еден полицај. Затоа што никогаш немаше нити обид за било каков ексцес. Имаше обраќање од представници на ГДОМ, дури имаше и моje обраќање, затоа што лично се чувствував дека сум дел од ГДОМ, независно што сум и политички ангажиран. И ако некогаш не се занимавам со политика, сигурно дека љубовта спрема државата и ова што значи едно движење ГДОМ ќе би остане една трајна определба, затоа што е необразувачка, доброволна и не е во такви стеги како што е партијата, која што сепак има одредена хиерархија и каде што мора да се луѓето зближат околу една голема идеја. Значи во ГДОМ како здружение можат луѓето да размислуваат и различно еден од друг и да действуваат различно, меѓутоа сепак во позадина мора да стојат интересите на Република Македонија, а тоа за мене мислам дека е најголемата скалпоценност, нешто подраго и од сопствената партија. Ваше видување, да го заокружиме овој дел околу политиката, до кога ќе траат овие работи, оваа политичка криза, овие протести, до кога ќе трае шарената револуција и ГДОМ? Па ќе траат до моментот додека налогодавецот нивни не каже доста е, успеавме или не успеавме. Или ќе трае до тој момент додека државата не застане на здрави нозе и да на некој начин побара од Европската унија, од оние кои што не надзираат цело време, дека конечно треба да се интервенира. Дека не е можно, значи целта на овие протестирање се да се внесе хаос, да се набркаат странските инвеститори, да има несигурност меѓу луѓето, гнев, инциденти и со тоа да се заокружи таа слика која што Сорос и неговите пулени и полтрони ја сакаат. Нели, тоа е крајната нивна цел. Значи, една варијанта е да тие прогласат неуспех на нивните протести, затоа што траат 2 години по Македонија. Другата варијанта е да интервенира државата. Јас сум за ова втората варијанта. Државата конечно мора да почне да интервенира и да ги постави контурите на суверенитетот на сопствената територија. Со тоа нема да се гуши уставно загарантираното право на протест и различно мислење? Јас кажав пред малку, ако ова што денес и претходните денови се случува тука, па и во Скопје, па и во другите градови, а тоа е сквернавање на спомениците, на институциите, пишење врз се и се што, ако тоа е право на протест, тогаш дали па не се нарушува правото на приватна собственост на собствениците на згради, правото на државата да си има уредни, педантни и представителни објекти и градски плоштади и улици и така натаму. Значи, во остварувањето на одредено право треба да не се загрозуваат другите права. Ако се загрозуваат, тогаш мислам дека државата треба да изнајде начин како да ги стави на кантар сите овие права. Не може да заради тоа што ќе каже Европската унија и оние во чии што скут тие седат, а кои што некогаш, не дај Боже да успеат, че им испорачаат голема сметка, не може да тие права бидат над оние други права кои што ги имаат сите граѓани во Република Македонија и тргнувајќи од тоа дека она што е едно право или повеќе права кои што тие со овие протести ги уништуваат се небитни, затоа што ако ние ги загрозиме или полицијата интервенира, ги загрози нивните права, односно го спроведе законот, тоа не е загрозување на нивните права, ќе значи и терор, ќе значи и тоталитаризам, ќе значи и, не знам, прекумерна употреба на сила. Тоа го гледаме
секојдневно, еве да завртиме на странските и во Франција, и во Италија, и во Британија, па и во Америка. И во Америка имавте протести пред неколку месеци, имаше во стек еден црнец убиен, друг црнец убиен, трет црнец и така натаму. Значи се знае точно што следува во Америка ако дигнеш рака на полицаец. Се пука. А не тука се изживуваат, ги фарбаат полицајците и овие не смеат да интервенираат. Мислам, на секој и на најголемиот, на најнеинтелигентниот човек им е јасно дека полицијата не смее да интервенира затоа што некој едва го чека тоа, за да се истурат после невладините нивни организации, човековите права, борците и така натаму, за да да се покаже со прст на оваа власт, на оваа полиција дека е брутална и така натаму и така натаму. А нивните лаги ќе продолжат и понатаму. Јас на брзање не успеав да демантирам јавно, јавно ќе кажам и сакал да ги повикам граѓаните, бев обвинет дека 16 милиона сме истрошиле на предпоследната седница за превоз во образованието. Ако за Кавадарци, кој што е 40.000 население, а е 2 пати поголем по територија од Струмица, и Струмица кој што е само 10.000 поголема од Кавадарци, има исто така 3 средни училишта и можеби повеќе основни училишта, тогаш 16 на 60 милиона како ви се чини вас? Значи, ако ние сме потрошиле 16, кој е домаќинот тука? А Струмица потрошила 60, кој е домаќинот, кој е арамијата? И каде треба да оде СЈО, дали во општина Кавадарци или во општина Струмица? Да не ви ги зборувам примерите и со Куманово, ај Куманово е многу поголем град, дупла поголем град од Кавадарци. Ви го земав намерно Струмица затоа што е негде блиску до Кавадарци. Ако во буџетот на општина Кавадарци имате 2 милиона за невладени организации, а во буџетот на општина Струмица има 22 милиона, кој ги плаќа тие невладени организации? Кој ги му диригира на тие невладени организации? Значи, тие сега сакаат, едно магаре сака на зајако да му вика ушло. Тоа е нивниот пример. А ние немаме ни уши. Затоа еве би ги поканил граѓаните во интерес на вистината во Министерството за финансии, односно на сајтовите, имаме обврска јавно да ги објавуваме буџетите. Нека го видат буџетот на локална самоуправа Кавадарци и оној на Струмица, нека го компарираат и нека заклучат слободно кој што прави. Ќе продолжим понатаму со емисијата, ќе ги потсетам гледачите дека и тие ќе можат вечерва да поставуваат прашања до градоначалникот. Градоначалниче, деновиве имавме дел во јавност информирање за она што значи комунална изградба во општина Кавадарци. Ќе почнеме што е актуелно година во овој период, каде се работи, кои се позициите. Па добро, би продолжили и со првото прашање. Мојот одговор и мојата тактика против оваквите девијантни однесувања на плоштадот и на нашите политички опоненти ќе биде секогаш ова. Што е можно повеќе комунална изградба? Уште една улица повеќе, уште еден тротоар повеќе, уште една градинка повеќе и така натаму, реконструирана градинка. Значи, на некои работи не успеавме да ги одбележиме заради изборите. Наредната недела ќе пресечеме црвена лента за оние дополнителни 250 метри на градскиот кеј. Деновиве почнавме, тоа веќе го одбележавме, почнавме со работа во гимназијата, каде што се реконструира кровот и се доградува гимназијата Добри Даскалов. И тоа е завршниот удар во оваа воспитно-образовна институција. Од денес, еве ексклузивно за вас, бидејќи се уште не е одбележано, почнавме и со реконструкција на старата лабораторија. Ја реконструираме и ја адаптираме за нова градинка. Таму инвестираме над 4 милиона денари и уште еден дополнителен милион. Наредната недела го очекувам министерот Диме Спасов да заеднички го завршиме процесот на финансирање. Тоа се уште 2 милиона и нивното учество во дофинансирање на овој проект и на крајот финиширање со она што го вети Дрексел Марија, тоа е комплетно опремување на детската градинка. Тоа е во делот на капиталните проекти. Тука се и двата, последниот четврти обид за уредување на паркингот во градот и од неодамна објавениот тендер за аквапаркот, односно за градскиот базен. Значи, тоа се неколку капитални проекти на кои што работивме. Од страна на, не спомнав и тоа дека од страна на Македонија пат, односно од страна на Агенцијата за патишта.
беше реконструиран уште 1 километар од влезниот пат од Дрекселмајер кон Кавадарци. Така што мислам дека сега во моментот имаме 3 влезови излези од градот кои што се примерни, кои што се во добра кондиција. Секако работиме не со посакуван интензитет на булеварот, односно на влезот од градот, меѓутоа мислам дека таму повеќе нема ниту една пречка ни од имотно-правна природа, нити пак од друга природа. Кабловските оператори и оние што има подземни кабли, и водови, и канализации, и водовод се е реконструирано, така што мислам дека во наредниот период со поголем интензитет ќе се работи на овој потек. И оние улици по урбаните и местните заедници, по селските местни заедници, што е една тековна работа. Еве во Сопот почнавме со бекатонот, ќе завршиме со асфалтирањето, така што мислам дека Сопот веќе го ставаме настрана во делот на патната инфраструктура, ќе биде комплетно завршен. Следува Марена, па имаме една поголема улица во Дреново и така натаму. Сега да не ги набројам затоа што има многу позиции и сигурно дека ќе скокнам некои од позициите. Рековте ќе се реконструира старите простори во здравствен дом. Колку дечиња ќе се згрижат во овој објект кој што ќе биде реконструиран? Значи објектот е солиден во капацитет, таму минималната бројка на дечиња ќе биде 100. Така што мислам дека со ова ќе обезбедиме една релаксирана состојба во делот на претшколската возраст. И со тоа нема да имаме примери на одвраќање на одредени родители кои што нели ги носат децата, а заради пренатрупаност мора некогаш директорката и да ги врати овие деца, односно претежно ги враќа оние помалите затоа што се потешки за чување. Меѓутоа со овој проширен, односно со нов капацитет од 100 и повеќе деца, мислам дека конечно ќе го решиме проблемот за одредено време. Значи за конечно градинка ќе се гради. Моја идеја беше јас еднаш ја спомнав локацијата кај реката Лудамара. Меѓутоа со изградбата на оваа градинка мислам дека тој концепт порека ќе го напуштиме и ќе се вратиме кон оној првичниот, а тоа е да ја градиме во урбаната заедница помеѓу Слога и Задругар, каде што веќе имаме некоја локација, меѓутоа таа беше денационализирана, вратена на собствениците и така натаму. Мислам дека за таа нова локација ќе имам време во мојот втор мандат да барем ја завршам експроприацијата, па тоа ќе го оставам за одреден нареден период, можеби и за друг градоначалник, меѓутоа ќе има многу по-чиста позиција за да работи на нова градинка, бидејќи решавањето, трајното решавање на проблемот со место во градинка е изградба на уште една, односно комплетно нова градинка со капацитет од околу 150 деца, со што мислам дека за наредните 10 години ќе го решиме проблемот. И кај кејот, кога сме веќе вториот дел од доизградбата заврши, се планирали доизградба и понатаму? Да, мојата идеја е да со крајот на мојот мандат наредната година го завршиме до Брушанскиот мост. Во зависност од тоа дали во овој период ќе успееме да се наметнеме преку одредени странски пари, преку одредени фондации, преку државни пари, доколку не успееме во тоа, тогаш ќе одиме на другата варијанта, а тоа е да од оперативниот буџет наредната година наменеме дополнителни пари. Тоа се отприлика околу 15 до 16 милиона денари и со тоа комплетно да го завршиме тоа што ни беше зацртано, а тоа е до Брушанскиот мост да го завршиме цел процес, а потоа следува оној тежок период или тежок дел кој што бара и одредени имотно-правни регулирања на односите со ромската населба и така натаму, оплеменување и на минор коритото, за да имаме услови или се создадат услови да се продолжи кон ватеж. Почитувани гледачи, тука ќе најавам првата пауза за реклами, а веднаш после рекламите ќе одговараме на вашите прашања. Вие и понатаму можете да ги поставувате прашањата и да добиете одговор од градоначалникот. Останете со програмата на КТВ.
Се враќаме повторно назад во студиото, отворена емисија ТВ Објектив. Вечерва наш гостин градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Во продолжение на емисијата ќе ги одговараме и вашите прашања кои што ги имаме добиено, а се во поголем број. Вие можете уште малку да ги поставувате прашањата 043 400 266 или на имејлот на емисијата tvobjektiv@ktv.mk. Од Ваташа сум, да не биде пристрасно, ми ги првите прашања се од Ваташа, началниче. Кога ќе се прави последниот мост во Ваташа? За последниот мост, тоа е навистина голем залак и голема потреба. Мојата идеја беше да го санираме тој мост со доградба на уште 4 столбови и да оската на тој мост ја поместиме. Меѓутоа, таков вид на зафат на регионален пат локалната самоуправа нема надлежност. А добро знам дека кога бев во Ваташа, лично го ветив дека ќе се борам за овој мост, кој што е можеби една од црните точки во Кавадарци. Јас останувам посветен на решавање на овој проблем. Во натамошниот период ќе се обидам да, ако ништо друго, барем еден проект им се извлече на луѓето од Агенцијата за патишта. Според моите сознанија е предвиден мост, ама малку погоре. Меѓутоа, ова го кажувам затоа што имам некои сознанија. Нити сум го видел тој проект, нити пак знам точно каде е локацијата. Знам дека е негде во близина на ова последната централа на компанијата која што ги заврши словенскиот инвеститор. Меѓутоа, начално би сакал да за гледачот одговорам дека стојам на располагање да до крајот на мојот мандат се борам за реконструкција, односно за изградба на нов мост или проширување на истиот. Дали и кога ќе се гради заобиколницата Западен булевар? Западен булевар, мислам, ако човекот е дел од собствениците, знае точно дека во тесна зависност е од генералниот урбанистички план. Некаде во август очекувам да генералниот план се поднесе до Министерството за транспорт и врски и потоа почнува периодот кога ќе мора да размислуваме повеќе за тоа колкав да биде габаритот, да лобираме до Министерството за да ја постигнеме заедничката цел со сите оние собственици на кои што имаат на некој начин окупиран простор или градежно земјиште на Западен булевар, да го ослободиме во делот кој што може да се ослободи, а на останатиот дел да почнеме со планирање за идна реализација на Западен булевар. Инаку ова е еден голем потек, можеби најголем во моментот, меѓутоа потек на кој што не можеме ништо да реагираме додека не го донесеме генералниот урбанистички план. Со донесувањето, а се надевам дека тоа ќе биде наредната година, че можеме на некој начин да планираме да етапно овој потек, нели до Црноречка, па потоа во следната местна заедница се до Ваташа, го реализираме овој проект кој што мислам дека е од големо значење за сите луѓе кои што живеат таму, меѓутоа и за сите оние кои што се собственици на овој имот кој што нити им се зима, нити пак им се враќа. Наредно прашање, дали до крајот на годината ќе се постави канализација и ќе се доасфалтира патот до Раец? За канализација можам да ветам дека тоа е во нашата надлежност и мислам дека во тек е тендерот. Тампонирањето внатре во селото премачи Сендре исто така ќе се одвива во наредниот период. Меѓутоа, она што го разговаравме со местната заедница на селото Раец, а тоа е проширување на пристапниот пат, во моментот преговараме со Светска банка, бидејќи им беше кажано и тогаш дека наш предлог за оваа местна заедница Раец е дека дел од овие 260.000 евра треба да ги потрошиме токму на овој пат, на пристапниот пат и проширување на истиот. Меѓутоа, наидовме на проблеми во Светска банка, тие сакаат комплетен проект. Мислам дека е илузорно да голем дел од овие 260.000 евра ги потрошиме за пристапниот пат до Раец, бидејќи остатокот од асфалтот е во солидна состојба, по него се движат не толку голем број на луѓе, односно само жителите на селото Раец и оние кои што имаат земјоделски површини во непосредна близина. И нашето лобирање и борба ќе биде да проширување и крпење на постоечкиот пат во ширина на уште 1 метро. Така што ако успееме во овој обид, а
ние јас како градоначалник и стручните служби стоат за това барање и ќе се бориме до крајот до Светска банка да го издействуваме овој правец. Наредно прашање, дали ќе се доуреди споменикот на 12 Скоевци во Ваташа барем за годишнината? Па ние ќе се трудиме да го втасаме тоа за годишнината. Во изминатиот период ќе ги успособиме и ВЦ-ата. Најверојатно ќе одиме со садење на нова трава на оној затревениот дел кој што комуналец минатата година го досреди. И секако во тој период имаме и мотособир, така што мислам дека и за 16-ти, па и за мотособирот ќе имаме многу подобра состојба на овој дел. Истовремено и работиме интензивно на легализација на стариот водовод, кој што ќе биде ставен во функција не само на вилите кои што се околу овој споменик и во Моклиште, туку и за одржување на зеленилото во овој простор. Кога ќе биде готов генералниот урбанистички план на Кавадарци? Тоа е најтешкото прашање, морам да признам. Значи, генералниот план, на него работиме повеќе од 2 години, трета година. Од Перхан проект кој што е изготвувач на планот, имаме ветување дека истиот ќе биде завршен некаде во август месец, за да почетокот на септември го поднесиме во Министерството за транспорт и врски. Мои лични очекувања се дека генералниот план ќе го донесиме оваа година. Меѓутоа, нека не ми се зима здраво за готово, бидејќи не сум јас тој кој што носи урбанистички план. Тоа се проектантите и Министерството за транспорт и врски. Јас останувам посветен затоа што не само граѓаните, туку и дел од проектите од мојата програма ќе останат нереализирани баш заради овој генерален урбанистички план. Наредното прашање од спортот, констатација и прашање, како може неготинци да влезат во втора лига, а кавадарчани се уште се борат во третата. Никогаш Неготино не било подобро во спортот, најмалку во фудбалот. Добро, јас немам таква информација кој е подобар. Сигурно дека јас сакам да Кавадарци и Тиквеш биде многу подобар од Вардар Неготино. И во изминатиот период, колку што памтам, Тиквеш стигна до највисокото рамниште во историјата. Тоа игравме во четвртфинале на Купот на Македонија. Колку што бев известен, Тиквеш не стигнал никогаш до тоа ниво, освен оние 2 сезони кога играше во втора лига југословенска. Планот е наредната година да Тиквеш влезе во нов ранг на надпреварување. Буџетот за оваа година го реализираме така како што го планираме. Наредната година, односно и дел и оваа година, веќе неколку компании пројавија интерес да бидат поддржавачи на Тиквеш, меѓу кои е и Кожувчанка, а и имаме интерес и од Дрекселмајер. Така што мислам дека со дополнителни финансии, а и со земање на двајца и можеби и тројца нови фудбалери, мислам дека ќе успееме наредната година. Сега да не викам со топка ништо не се знае, меѓутоа видовте дека во првиот наврат изгубивме од Вардар Неготино, меѓутоа таму игравме нерешено со Вардар Неготино и последните неколку такмици Тиквеш беше во многу солидна форма. Така што мислам дека ентузијазмот и еланот се врати кај фудбалерите кои што беа и претходниот период оптеретени и со тренинг, дали ќе биде на горното, на долното игралиште, беа оптеретени со струја, со топла вода, со некои елементарни прашања кои што полека, но сигурно ги надминавме. И останува да наредниот период да го реализираме тоа што е мој план. Планот беше и оваа година да влеземе. Меѓутоа имавме многу турбуленции и со навивачката, дел од навивачката група, и со мал дел од фудбалерите, кои што некои не сакаат да играат со цел, не знам со која цел, не ни зафлевам, дури па не сум ни толку стручен во тоа. Меѓутоа, моја филозофија и пред играчите и пред јавноста секогаш било, за да направиме добар продукт, значи за да продадеме некој продукт, треба да прво покажеме што знаеме. Не може ти формираме нов клуб, почнуваме од најнизок ранг на надпреварување и одма да се залепат големи инвеститори, односно големи поддржувачи и мислам дека тоа нема никаква економска логика, да Дрекселмајер наслепо даде 10-20 000 евра
Кожувчанка исто тоа да го направи и потоа повторно да немаме ништо, туку само да имаме некоја политика во спортот. Значи, мојата сериозност се гледа и од таму што 2 милиона наменив за стадионот, значи 1 милион за ГФК Тиквеш и 2 милиона за стадионот, односно за трибините и за враќање во првобитната состојба на ӡидот на градскиот стадион и до крајот на овој месец, мислам дека односно до половина, до средината на овој месец ќе го распишеме тендерот, а веќе во крајот на јули и август ќе имаме сосема нова трибина со нови столчиња, со изграден ѕид и така натаму. Така што одиме за разлика од првиот пат, значи ова е второ влегување на локалната самоуправа во Тиквеш. Првиот пат избрзавме, имавме нагол успех, меѓутоа и нагол пат. Јас кажав на почетокот, сега не брзаме, ќе одиме етапно, меѓутоа сигурно. Сакам да направиме нешто што е одржливо, а не нешто кое што ќе наеднаш ќе порасте и ќе изгори како пепел, како што беше првиот обид. Подобро е да одиме поспоро, да и фудбалерите и раководството сватат дека тоа што го работат е за нив и за состојниот град, да направиме што е можно поголема масовност и фузирање и на претходниот клуб кој што треба да се припои, не од двата да направиме еден, туку да ГФК Тиквеш се фузира со ГФК Тиквеш 2014 година, со тоа да направиме еден појак субјект, да вратиме 2 до 3 фудбалери кои што играат надворот од Тиквеш и да тоа што го ветив, да 2 од фудбалерите ги вработиме, односно да најдеме работно место во прва смена за да можат поручек да играат во клубот и стоам на располагање на тоа што сум го кажал, еви јавно тоа го зборував пред фудбалерите, меѓутоа еве го зборуваме пред целокупната кавадарачка јавност. Живеам на улица Мито Хаџивасилев, куќа на 2 спрата, комшијата на вториот кат го сруши неговиот кат и догради нов спрат плюс подкровје. Затоа нема никакво одобрение од мене, а никакво одобрение нема ниту од службите. Градежниот инспектор не сака да реагира каде да се обратам. Од тежината на новата градба почнаа да ми пукаат ѕидовите. Ако е така како што вели гледачот, еве јас го поканувам во вторник во 9 часот да биде пред мојата канцеларија, ќе го примам и доказите и ќе ја викнеме инспекторката да видиме дали на вистина ова што го вели, инаку недозволено е да без дозвола се прави нити реконструкција, па камоли да се гради 1 или 2 спрата. Продолжуваме понатаму со прашања од гледачите. Дали имате сознание каде се старите вработени од фени кои беа ангажирани на рудникот Ржаново? Па неодамна се сретна случајно со еден од нив и тој ми кажа дека јас сум последниот кој што не е вработен од сите тие. Голем дел од тие луѓе беа вратени назад, не на тие работни места кои што тие ги посакуваат, туку на тие места од кои што им беа понудени од страна на фени. Некои од луѓето се вработија во други компании, сега лично не знам во кои компании. Точната бројка не знам, дали некој останал на улица. Еден мој пријател од тие, можеби најблизок од сите тие, сега има приватен бизнис, не знам колку е успешен во тој приватен бизнис, меѓутоа лично не побарал моја асистенција за него, лично бара за нешто друго. Меѓутоа, еве, јас стоам на располагање, независно од тоа што не е во моја работа, јас и тогаш се понудив да, како и сега во последното испуштање 23 договорци во фени, да стоам на располагање да им направам добар линк за враќање кон фени и да се релативизира таа состојба, да не се гледаат како противници затоа што тие сепак работеа таму. И сведок сум и знам дека првата прилика кога требаше да има враќање, поголем дел од тие ги вратија на работа. Некои одбија, не сакаа да се вратат на таа работа, меѓутоа јас би бил најсреќен кога повторно би копал рудникот и повторно би била оспособена лентата, затоа што најголем зијан има локалната самоуправа од тоа што фени не копа, а со тоа концесискиот надомест е кусок во нашиот буџет. Наредно прашање, имам поднесено барање за легализација, до кога се очекува да заврши процесот на легализација на викенд куќите на Тиквешкото езеро? Добро, тука гледачот сигурно знае дека генерално имавме проблем не само општина Кавадарци, уште неколку општини во Република Македонија,
кои што со првата и втората верзија на законот не можеа буквално да извршат легализација. Потоа следеше интервенција и од мене и од страна на нашата пратеничка, тоа јавно го каже и бившиот министер, и се извршија промените, меѓутоа тие промени се од неодавна, од пред 6-7 месеци. Доколку граѓанинот има итност, нели, му треба за, не знам, оставинска постапка, му треба за продажба, нека дојде слободно, че интензивираме постапката, инаку, искрено кажано, 7.000, а сега со новите и над 8.500 легални објекти не се добројуваат, не пак да ги земеме и да ги работиме со таков интензитет како што тие очекуваат. Сепак, за секое барање се формира одреден предмет, тој предмет има многу елаборати, сликање и увид на лице место, решение за прекин на постапка и така натаму. Јас сум сведок и ги подпишувам сите фази скоро на една постапка и гледам дека навистина спора е постапката затоа што сепак се работи за една сложена постапка. Меѓутоа, кажав, не само до гледачот, ова е апел до сите оние кои што имаат итност или потреба побрзо да ја завршат оваа работа, да дојдат во локалната самоуправа, да, ако не, да се обратат и лично до мене, до мојот кабинет, да им дадеме приоритет. Најчесто тие кога доаѓаат лично, кога образложуваат за нивниот приоритет, за недела до 10 дена завршуваме со легализацијата. Уште едно прашање, кога ќе се постави канализациона линија од должина од 150 метри на улицата Кузман Јосифовски Питу, безброј? Добро, ова прашање мислам дека неодамна дојде и како прашање и на сајтот на локалната самоуправа. Вакви индивидуални прашања се поставуваат секојдневно и лично до мене, јас ги пропрачам до службите, така што ова прашање беше процесирано пред ден-два до службите и би го упатил овој гледач да од понеделник се обрати до раководителот или заменик раководителот на секторот за комунални работи за да биде изворно информиран до каде е таа постапка. Ќе направиме тука и втората пауза за да го добиеме наредниот блок на прашање, почитувани гледачи. Бидете и понатаму на нашата фреквенција. Часот и 16 минути, почитувани гледачи. ТВ Објектив, отворена емисија, последниот блок на прашања од вас, почитувани гледачи. Кога ќе започне реконструкцијата на канализацијата на улицата Глигор Праличев? Мислам дека и претходно имаше слично прашање поврзано со канализацијата. Би сакал да се обратам до сите оние кои што имаат проблем со канализационите мрежи. Таму каде што имаме веќе изградена канализациона, значи не нова, туку изградена, стара можеби, не реконструирана, изградена пред 20-30, прекршена и така натаму не функционира, би сакал да упатам апел до граѓаните директно да се обраќаат до јавното претпријатие Комуналец, затоа што тоа ја има надлежноста околу реконструкција на водоводните и канализационите линии. Не е грешка што се обраќаат до локалната самоуправа, че ние по автоматизам или по принципот нема погрешна врата, че ја пропратиме и до јавното претпријатие Комуналец, меѓутоа за да не се губи во време, би апелирал или индивидуално, или преку урбаната и местна заедница да направат ургенција до јавното претпријатие Комуналец, кој што има своја програма за работа за реконструкции и па и може да ја внеси дополнително оваа улица во програмата, доколку процени дека навистина улицата е за реконструкција. Сигурно дека јавното претпријатие има доволно стручни луѓе да проценат дали е за реконструкција или е потребна одредена интервенција на улица. Наредно прашање, дали може да се изврши реконструкција на канализационата линија од дистрибуцијата на улица Блажо Алексов? Добро, истото прашање, истиот одговор би го дал, значи би апелирал и на првиот и на вториот гледач да дополнително се обратат до јавното претпријатие Комуналец, а за да има поголема сила ова нивно лобирање, би ги упатили на местните, односно урбаните заедници,
до председателството да сепак оде покрај еден канален ред. Целокупната комунална изградба во локална самоуправа Кавадарци оди преку местните и урбаните заедници, па и преку мои лични средби со луѓето од местните и урбаните заедници. А тука, пошто станува збор за реконструкција, можат преку овие луѓе да се обратат, преку луѓето во урбаната заедница, да се обратат до јавното претпријатие Комуналец, а секако ние и преку вашата емисија и оние кои што директно се обраќаат до локалната самоуправа, ваквите барања ги процесуираме до јавното претпријатие Комуналец. Покренуваме иницијатива на лозарите од делот на Смајлица и Овчка река заедно со градоначалникот да се асфалтира патот од првите уши до Овчка река. Да. Па добро, јас ја поддржувам оваа иницијатива. Луѓето ќе направат само дополнителна сила кон она кој што беше и е моја програмска определба, тоа е да почнеме со асфалтирање на патот кон Дисан. Ние за овие 2 километри веќе имаме проект, дури и неодамна имав средба со некои луѓе од Дисан кои што бараат и го интензивираат ова барање да се поврзи Кавадарци со Дисан како прва фаза. Меѓутоа, моја прва фаза е барем во делот на општина Кавадарци да се изградат овие 2 километри. За жал, меѓутоа и за среќа, ќе дадам уште една ексклузивна информација. Ние во последниот повик во Бирото за рурален развој аплициравме и со овој потек, и со потегот оној километар незавршен од патот кон Крњево, односно Страгово Крњево. Го добивме овој Страгово Крњево да се доработи и неодамна потпишав договор и еве информација за сите луѓе од горните села дека оној километар во наредниот период од неколку месеци ќе биде сработен од страна на локалната самоуправа. Меѓутоа, еден од приоритетите ќе ни остане токму овој пат. Можам да го ветам дека со лобирање, со помош на државата ќе можеме да ги изградиме овие 2 километра, а со зборот даден од страна на градоначалникот на Неготино ќе можеме да аплицираме за еден заеднички проект и да ги завршиме комплетно сите овие неколку километри за да го поврзиме Дисан со Кавадарци. Наредно прашање, кога во селото Дреново ќе се доправи плоштадот? Да, тоа е навистина така. Во селото Дреново изведувачот на работите не ги заврши до крај своите задачи и за тоа еве информација до гледачот дека се уште не е платен, нити пак има доставена фактура. Има одредени, колку што јас лично видов, одредени работи поврзани со одредени жардинјери, крпење на одредени дупки во делот на асфалтот и овој плоштад, така што останува дел да се доработи. Тогаш кога ќе се доработи, ќе им биде платено на компанијата која што го работеше, а овие денови ќе пратам на вистина дали состојбата со тоа што беше изградено е добра или е влошена, бидејќи таму имавме обрушување на еден зид во времето на големите дождови, како резултат на еден столб кој што не бил поставен. Како и да е, останува недовршено овој проект и ќе можам да дадаме ветување дека останува уште многу малку да го довршиме за да кажеме дека центарот и плоштадот во Дреново сте го завршили. Кога ќе се прави кракот на улицата Методи Џунов Джико над кај турските гробишта? Не знам ако се мисли сега на оној крак кој што оди до преку или кој што го направивме како една алтернатива како приклучок до Лазо Асијата. Методија Џунов Джикот сепак е малце поголем терен. Направивме во изминатиот период еден обид да преку Методија Џунов Джикот да го ја поврзиме улицата земно со Лазо Асијата, меѓутоа тоа беше едно времено решение и надвор од планот. Така што ако се работи за проектирана улица, непробиена, недоправена, тогаш треба да гледачот интервенира во локалната самоуправа, бидејќи во оваа година од комуналната изградба не се сеќавам, мислам дека нема ваков потек за изградба. Преку Љупче Митрев, кој што е председател на урбаната заедница Чирок Крстев, нека се направи одредена интервенција или директно во локалната самоуправа, ќе испаднеме со инженерите на терен и ќе видиме што може да се направи.
Каде се наоѓа депонијата за електронски отпад во Кавадарци и кога ќе се реши проблемот со паркирањето на улицата Илинденска? Добро, Кавадарци депонирањето е на еден куп, да не кажам, немаме селектирање на отпадот. Деновиве слушнав за иницијативата и поддржана од локалната самоуправа на Ротари клубот да се определи одреден ден да луѓето во тој ден депонираат на одредено место ваков вид на отпад, па потоа мислам градба Промет или некои од членовите на Ротари клубот да го транспортираат тој отпад на одлагалиште каде што е потребно. Инаку проблемот со депонијата Кавадарци го решава и најверојатно ќе го реши во блиска иднина, заедно со Вардарскиот регион, меѓутоа можеби првиот Вардарскиот регион. Што се однесува до останатиот од вториот дел од прашањето, тоа е процесот на паркирањето, односно јавното приватно партнерство за паркирање. Во моментот, наредната недела имаме уште една седница на комисијата на Советот и наредната недела ќе биде последниот јавен повик за избор на партнер за делот на паркирањето. Доколку не успееме, кажав јавно, еви пак ќе формираме јавно предпријатие и нема да оставиме овој дел да биде нерегулиран. Штета што досега не се регулира, бидејќи ова е четврти пат кога ќе распишуваме јавен повик, а 4 пати по месец и пол, знаете, тоа е веќе цела година. И последното прашање за вечерва, кога се планира расчистување на хаварисаните возила од паркингот зад стоковната куќа на улица Мито Хаджи Василев Јасмин? Добро, ова е добра иницијатива. Благодарам на граѓанинот што ме потсети. Ова го правиме периодично и навистина одамна не сте го направиле. Ќе дадам налог уште од понеделник да се спроведе една акција. Истовремено да дадам апел до граѓаните дека хаварисаните возила и возила кои што страснуваат во трава на одредени позиции, а тоа се позиции собственост на локалната самоуправа или државно земјиште, да во наредниот период да ги отстранат овие возила. Ние ќе даде едната недела и едно јавно известување до сите овие, бидејќи во спротивно истото ќе биде товарено, па потоа ќе треба да ги платат трошоците на товарање и растоварање, па и на чување на одреден паркинг. Толку со прашањето од гледачите, има уште неколку, меѓутоа ќе добијат одговор од службите секако. Градоначалниче, ќе заокружиме емисијата со делот на образованието. Се работеше на реконструкција на образовните институции, мислам пред се на училиштата. Во гимназијата се градат простори за едносменска настава. Ваташа почнува со едносменска настава од септември. Кои други училишта имаат услови за едносменско работење, бидејќи ваквата работа е од големо значење, од голема корист за училиштата? Значи, еден од приоритетите по завршувањето на процесот на изградбата, односно на инфраструктурните потреби на воспитно-образовните институции, во наредниот период ќе биде токму ова што го спомнавте, а тоа е да со доградба на 1, 2 или повеќе кабинети обезбедиме едносменска настава. Што во превод значи едносменска настава? Значи, ако имате прва и втора смена и ако се сведиме на тоа да и прво, и второ, и трето, и четврто, значи до 8, односно до 9 поделение сите одат во една настава, во една смена, тоа значи дека во еден часот ќе се изгаси парниот котел, ќе се изгасат светлата, освен они кои што треба да го осветлуваат за да го одбележат тој објект. Во превод би значило 40 или над 40% заштеда на електрична енергија, на топлотна енергија. Тоа значи домачинско работење на училиштето. И оттаму во изминатиот период, пред да дојдеме до ова да почнеме да градиме, со голем дел од директорите на индивидуални средби утврдивме дека добро е ако имаме таква состојба за мали инвестиции да добиеме многу повеќе. Бидејќи економската логика вели една инвестиција е добра доколку се врати за 5 или повеќе години. Тука инвестицијата се враќа за една година. Така што со заштедите во делот на грејењето и во делот на електричната енергија, училиштето добива дополнителни средства кои што може да ги употреби на осовременување на наставата, на набавка на LED светилки кои што се многу потраени и кои што исто така штетат, а и не се штетни за очите.
и да ги насочат тие вишок на пари во одредени реквизити кои што ќе им бидат од корист на децата за подобра и поквалитетна настава. Оттаму, нели, го прочешлавме целокупниот сите институции воспитно-образовни во општина Кавадарци и утврдивме дека еве гимназијата не до 1 часот, меѓутоа до 3 часот ќе имаме затварање на тоа училиште, што значи до 1-3 часа ќе имаме штедење. Може би не 5, меѓутоа 3 часа ќе имаме штедење. А инвестицијата не е толку голема за да не може да се издржи, затоа што оние трошоци кои што ќе ни останат пак ќе го оправдаат ова што сега го правиме со кредитни средства од страна на Светска банка. Тука е секако Тодефичитефов, каде што не интервенираме толку во нови училници, колку што интервенираме во решавањето на грејењето. И тука е индустријското училиште, каде што одиме повторно на ефектот на енергетската ефикасност, односно пак инвестиција во функција на заштеди. Страшо Пинџуро е едно од училиштата кој што може во наредниот период да организира и веќе има едносменска настава. Тука е училиштето во Ваташа, Димката Ангелов Габерот, и се надавам дека уште неколку училишта ќе можеме да во наредниот период со доградба, со претварање на одредени простори во училници или во работилници, односно во кабинети, да обезбедиме што е можно поголема заштеда за училиштето. Тука ќе ви заблагодарам за учеството во овој ТВ објектив. Поголемиот дел од емисијата го оставивме на граѓаните, на гледачите, а секако ќе направиме нова емисија каде што повторно ќе има новинарски прашања и се она што е актуелно од делот на општината. Мислам дека тоа е вистинскиот начин, затоа што видовте од јавувањата, граѓаните не се интересираат многу за сувопарна политика, затоа што веќе секој е политичар. Повеќе се интересираат за нешто што е опипливо и мене ми е мило што е така. Мило ми е што кавадарчани не подлегнуваат на политиката како феномен, туку се водат од тоа што има употребна вредност за нив. А за нив употребна вредност има подобрите услови за учење, школување на нивните деца, обезбедена социјална сигурност преку вработување и на самиот граѓанин и на неговата сопруга, па и на неговите родители, обезбедување на исто така на социјална сигурност на неговите родители кои што треба да земаат редовна и повисока пензија, на децата во градинка кои што треба да имаат услови, нели, и од исхрана и топлина и така натаму. И секако сите оние други работи, редовно водоснабдување кои што го немавме во изминатиот период, ефтини сметки за плаќање и така натаму. Тоа е тоа за што постои политиката. Не смееме да дозволиме обратно да ги поставиме работи. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас, Ајджеде, благодарам на гледачите кои што има трпение да ни. Почитувани гледачи, на крајот ќе ви заблагодарам и вам за соработката, бидејќи вечерва бевте активни во овој ТВ објектив. Ќе ја следите репризнова емисија, меѓутоа во наредниот период ќе реализираме и нова емисија каде што ќе можете да прашувате. Добра ноќ со нашата програма и секое добро.